Добро вечер на сите. Благодарам што сме сите заедно. Благодарам на професорката што покажува дека секој ден на овие дебати, на овие трибини, во овие наши разговори се приклучуваат не луѓе на кои им е важна или неважна политиката, туку луѓе на кои што им е важен нашиот живот, на кои што им е важна нашата иднина, на кои што им е важна нашата Македонија. И затоа денеска на тема 30 септември, на тема како да искористиме оваа шанса, како Македонија да ја направиме европска, говорат сите, говорат професори, говорат доктори, говорат работници, говорат пензионери, говорат студенти и сите велат имаме 1001 разлика меѓу нас. Ама едно нешто 27 години го чувавме да ни биде заедничко. Во многу теми се разликувавме, во оваа една тема никогаш немавме дилеми. А тоа е дека сакаме во Европска Унија, сакаме во НАТО. И сега, кога сме на прагот да преминеме од Македонија каква што ја имавме 27 години, кон Македонија каква што сакаме да биде, сега е моментот да не се колебаме. Сега е моментот да не се сплашиме. Сега е моментот да не се делиме. И сега е моментот да кажеме дека оваа држава знае што сака, дека овој народ, овие луѓе знаат што сакаат. Тие сакаат вистински патриотизам. Сакаат патриотизам кој на овие млади и на овие возрастни ќе им даде шанса да не се плашат и ќе им даде шанса да обезбедат подобро за себе, за семејствата и за државата. Затоа на 30 септември ќе бидеме заедно. Денеска сме во кисела вода, сакам да се заблагодарам на представниците и на локалната самоуправа. Тука сме во кисела вода во Скопје, град кој што знае што значи и светска, а богами и европска солидарност. Една од причините зошто сакаме да бидеме во Европската Унија е заради тоа што сакаме и да имаме пријатели и кога ни е добро, ама и кога ни е тешко. Во нашето минато поминавме низ тешки периоди и знаевме колку е мачно ако со тие проблеми треба сам да се справуваш. Можеме да видиме како изгледа европска солидарност кога нејзините земји членки се соочуваат со проблем. Ја видовме колку се промени Бугарија. Бугарија денес не е Бугарија од пред 20 години. Тогаш имавме подобри патишта, тогаш имавме побогати општини, тогаш имавме посилна и подобра економија. Ама ние 20 години бевме надвор, а тие 20 години беа внатре или се трудеа да влезат во Европската Унија и го користеа секој цент и секој евро европски пари. Затоа денеска кога зборуваме за нашите општини, кога зборуваме за нашиот социјален систем, кога зборуваме за нашата економија, нашата политика, мора да земеме предвид дека ние го немавме тоа што го имаат тие околу нас. И затоа ни беше потешко. Денеска направив некоја обична математика и гледам дека Скопскиот регион во овој момент користел околу 25 милиони евра европска помош. Тоа не се кредити, тие не ги враќаме со камати, тие се буквално шанса што сакаме подобро да направиме за нас. И вака сега 25 милиони евра не се малку пари. Ама ако погледнете во една Хрватска, ќе видите дека 25 милиони евра европски фондови искористила една малечка општина во близина на Осијак. 8 или 10 илјади жители. Епа, видете ја таа општина и замислете го Скопје од 600 илјади жители. Толку сме земали и ние, толку зела една малечка хрватска општина. И си го поставувам прашањето, зарем не е најважната работа да обезбедиме и Скопје, и Скопскиот регион, и кисела вода, и Македонија, да го користат тоа што на маса го доби и Хрватска, и го искористи. Тоа што на маса го доби Бугарија, и го искористи. Тоа што на маса го добија сите земји на Централна и Источна Европа и денеска имаат подобра економија, имаат подобро образование,
имаат посилно здравство, имаат проблеми, ама сите проблеми полесно ги решаваат. Затоа денеска сакам да кажам дека со тие европски пари ние успеавме Скопје, кисела вода, да ја поврземе со грчка граница, например, за да стигаме за помалку од 2 сата. Во моментов веќе се работи на вториот проект, како преку коридорот 8, оваа Македонија, од слепо црево, да ја претвориме во централна точка на инфраструктурата на Балканот. И тоа е задачата на Европа. Тоа е задачата на европските фондови. Да не ни дозволат да тонеме во изолација, да не ни дозволат да се изолираме себе си, туку да не поврзуваат. Да бидеме точка крстосница, да бидеме точка која спојува, а не земја која го дели Балканот. Почитувани сограѓани, за НАТО нема да зборувам. Професорката кажа навистина доволно. И јас, како и голем дел од овде присутните, се сеќавам и на друго време. Се сеќавам и на време кога се плашевме од тоа што се случува низ Балканот. Се сеќавам и на време кога малкумина имаа храброст да отидат до нашево Тетово, затоа што се пукаше, затоа што имавме проблеми. И кога Македонија се соочуваше со тие проблеми, таа не повика друг некој. Ги повика НАТО и ја повика Европската Унија. Ги повика и од нив доби гаранции и помош да се вратиме во нормала, да го спасиме мирот, да се надеваме на членство, а не да бараме од нив помош. Почитувани граѓани, на својата земја сите и посакуваме се најдобро. И затоа денеска сме овде, затоа денеска не има низ цела Македонија, и затоа денеска треба да си оддадеме и признание. Пред 1 година ова беше поинаква држава. Како резултат на напорот на илјадници како вас, денеска Македонија е слободна држава. Држава во која медиумите ја критикуваат власта, а власта не ги апси новинарите. Ова е држава во која медиумите, новинарите и граѓаните бараат од владата одговори, а владата е тука да ги дава тие одговори. Денеска ова е држава во која што, ако го кршиш законот, може да одиш во затвор. И ќе поминеш низ постапка во која твоите права ќе бидат заштитени, ама никој нема да биде повисоко од законот. Никој нема да биде над законот. Ја менуваме оваа држава, ама за тие промени ни треба помош од нашите пријатели. 2 милиона народ сме. Можеме и сами, ама полесно е кога имаме поддршка. Државата е толку моќна колку што успеала да создаде пријатели. Исто како што секој од нас е силен и среќен, толку колку што успеал да создаде пријатели. Денеска, додека дискутираме во кисела вода, премиерот на нашата 2 милионска Македонија има средба со подпредседателот на Америка. Пред повеќе од 10 дена го имавме најмоćниот европеец и најмоćната жена во светот, Ангела Меркел, прв пат од независноста на Македонија овде во Македонија, да го прослави нашиот ден на независноста. Оваа недела, после 14 години, прв пат ни дојде првиот човек во одбраната на Америка, после 11 години прв пат ни дојде министерот за одбрана на Германија, прв пат во нашава историја 3 министри за одбрана и 2 министри за надворешни работи се тука само во 5 дена. Дали тоа значи дека тие треба да го берат гајлето? Не. Тие се тука да покажат дека за Македонија е отворена вратата. А дали ќе преидеме преку тој праг? Дали таа дадена шанса ќе ја искористиме? Тоа апсолутно не зависи од нив и не е нивна работа. Тоа е наша работа. Денеска, доаѓајки овде, на неколку чекори од центаров на трибината, го сретнав мојот дедо кој се надевам дека отиде дома, откако го искарав. Има здравствени проблеми, тешко се движи. Се грижиме за неговото здравје
и тој од највисокава кула во комшилук денеска дојде тука. И убедена сум дека на 30 ќе излезе и ќе гласа. Него го знам, а илјадници такви се околу мене. И затоа немаме оправдание. И ова особено го порачувам кон тие од мојата генерација. Тие помлади од мене. Немаме оправдување на 30 септември да одмолчиме, да отќутиме и да одседиме дома. Затоа што шансите не се даваат секој ден во животот. Затоа што шансите тешко ги спечалува оваа Македонија. И заради тоа што од нас ќе зависи како ќе живеат нашите деца, нашите семејства, нашите ваши внуци. Почитувани сограѓани, драги пријатели, извинете се што ви вртам грб, меѓутоа денеска е еден од оние малку 30 на дена што ги имаме на располагање и секој од тие денови се трудиме очите да ни бидат на фокусот, очите да ни бидат на целта, да знаеме дека немаме право на грешка. Јас не сум голем љубител на фудбал, ама на секој европско првенство гледам и она што знам е дека фудбалските стратегии се секогаш важни и во животните стратегии. И еднаш се сеќавам, прочитав дека има 3 правила. Првото правило во фудбалот е дека мора да си ги решаваш проблемите. Ако имаш некака слабост, мора да го решаваш. Второто правило велат, мора да имаш храброст, да му пркосиш на непријателот помалку. И трето и најважно, никогаш немој да ја промашиш шансата. Овие 3 правила важат денес за Македонија. Овие 3 фудбалски правила ние ги осеќавме на своја кожа. Покажавме храброст таму каде што мораше да покажеме храброст. Ги решававме проблемите заради тоа што 27 години ставени под тепих стануваа само поголеми и поголеми. И најважно од се, сега кога имаме шансата, сега кога го имаме цел свет, како гледа и следи што се случува во Македонија, сега овој пенал не смееме да го пропуштиме. Ве повикувам сите да си ја искористиме шансата што и е дадена на Македонија. Ве повикувам сите да помогнеме на нашава земја, да бидеме вистински патриоти, да бидеме вистински бранители на нашиот идентитет, на нашиот јазик, на нашата култура, да ги направиме да бидат посилни од сите негирања и сите критики. Обезбедивме договор кој што гледа напред. Ни отвара врати за ЕУ и за НАТО. Ама обезбедивме и договор кој што ми гарантира денеска, кога пратениците дискутираа со своите грчки колеги, секој од нашите пратеници македонци да може да каже јас сум македонец, јас сум македонка, говорам македонски јазик и сега тоа е твоја обврска да го прифатиш како реалност. Ако има некој било какви дилеми во поглед на важноста на договорот, доволно е да вклучите грчка телевизија и да чуете што се зборува грчката опозиција. Па да видите дека таму ја напаѓа владата заради тоа што на својот сосед му го признала јазикот, му го признала идентитетот, му го признала народот. Епа, почитувани граѓани, зарем оваа шанса треба да испуштиме од раце. 27 години се мачевме. 10 години седевме изолирани и видовме колку скапа цена државата плаќа кога е сама изолирана и скарана со сите. Почитувани граѓани, ако ја испуштиме оваа шанса, некогаш ќе продолжат преговорите. Ќе имаме можеби некој нов договор за 10, 20, 30 години. Ама сум убедена дека она што го вели еден наш познат професор по меѓународно право е точно. А тоа е дека може дека имаме нови договори на маса. Ама во нив нема да стои македонски јазик. Во нив нема да стои македонски народ. Во нив нема да стои македонска култура и идентитет. Затоа сите заедно. Затоа сите за Европска Македонија. Затоа да ја искористиме шансата што нема повторно да ни се даде.